Подпишувањето на денешниот меморандум со јавното предпријатие за стопанисување со државните шуми македонски шуми и со Националното здружение на собственици на приватните шуми од исклучително значење за одржливо управување и менеџирање со шумскиот фонд во државата, како и за трајно зголемување на истиот. Со овој меморандум, прв вака во формален вид, ние како ресорно министерство во координација со јавното предпријатие македонски шуми и со Националното здружение се обврзуваме да ги унапредуваме постоечките и да креираме нови мерки и политики во програмата за рурален развој, со една единствена цел зголемување на економските, еколошките и културните вредности на шумите. Ова го правиме особено пред креирањето на новата програма за рурален развој за 2019 година. Со буџетот пак на ова 2018 година во програмата за проширена репродукција на шумите и во програмата за развој и напредување на ловството од 10 милиони денари колку што се издвојуваше па и помалку во изминатите години, сумата оваа година ја дуплиравме, односно за неколку пати се зголеми ако споредиме со претходните години. Предвидовме 21 милион денари и таа ќе расте во следните буџети во следните години. Оваа сума е намената за напредување и превентивна заштита на шумскиот фонд и за дел мерки кои што се предвидени за ловството. Со денешниот меморандум планираме креирање и напредување на мерките од програмата за проширена репродукција на шумите. Ова 2018 година се издвоени дополнителни 3,2 милиони денари за пошумување на големи и ерозивни земјишни подрачи, преку соработката и комуникацијата со стручната фела и со представниците на ова здружение, ќе создадеме нови мерки од значаен интерес и ќе издвоиме повеќе финансиски средства за истите политики. Резултат ќе биде зголемување и напредување на шумскиот фонд. Воедно со овој меморандум се предвидува соработка при изготвувањето на законите и подзаконските акти од областа на шумарството и на реформите кои што следат. Во наредниот период ќе започнеме со сериозни реформи во шумскиот сектор, зашто секако ќе се изнадат и дополнителни средства. Нашата цел за наредните години е да постигнеме напредување на шумите и шумарството во целина преку ново финансирање на проширена репродукција на шуми. Како резултат на последните разговори со премиерот, тој ќе биде координатор на сите овие активности кои што во наредниот период во делот на реформите во шумарството како концепт ќе ги представиме и пред премиерот и пред јавност. За ефикасна реализација на сите овие мерки и политики имаме помоши од меѓународните партнери за кои што и со кои што разговаравме во целиот овој период. Обезбедивме финансиски и техничка поддршка од Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации, ФАО, за развивање на методологија за спроведување на националниот инвентар на шумите и истата ќе трае до крајот на годината. Шумарството е влезено и во 3-годишната програмска рамка, новата 3-годишна рамка на ФАО за Македонија, која што неодамна беше подпишана, што ќе биде извор на дополнителни финансиски средства за спроведување на реформите во следните години. Дополнително и за прв пат со Европската ИПА 2019 програма, за прв пат од постоењето на ИПА и финансирањето од страна на Европската унија за македонското земјоделство и руралниот развој, во планираните 15 милиони евра за 2019 година, за прв пат влезе и секторот шумарство. Ова беа макотрпни преговори кои што ги водевме со делегацијата на Европската унија за да за прв пат шумарството биде дел, односно сектор кој што ќе биде поддржан и финансиран преку ИПА. За ова добивме за 2019 година 1,3 милиони евра. Парите ќе се искористат за воспоставување на шумски информативен систем, што е важно за одржливо стопанисување на шумите, креирање на политиките за приближување на македонското шумарство кон современите текови и обезбедување податоци клучни за развој на овој сектор.